Второлигашите активно продолжуваат со градењето на ростерите за следната сезона со промоција на нови играчи. Детонит Плочковица се засели со 3 нови играчи за следната сезона. Откако клубот од Радовеш го представи Мартин Мисердовски, Јасин Казимовски и искусниот Зоран Андонов. 22-годишниот Мисердовски е централен бек кој доаѓа од редовите на работнички, а претходно беше дел од Нью Старс Кадино и Каменица Саса. Казимовски има 24 години и доаѓа од редовите на Прилепска Победа, претходно беше дел од Охрид, Воска Спор, Новац и Карорман. Влазрими Младо Царев двор од Ресен, Тетекс и Ренова. Андонов, кој има 25 години, доаѓа од редовите на праволигашот Бреера Струмици и всушност е повртник во тимот од Радош, бидејќи за истиот настапуваше една полусезона во сезона 2022-2023, а има настапувани за Штипска брегелница Китго од Пехчево и Беласица. Претходно, Детонит Плочковица се засили со Сашко Дуков, Филип Ѓоргиевски, повратникот Стефан Бабунски и Тино Спасик. Екипата на Кожев го промовираше Благој Спирковски, кој доаѓа од редовите на праволигашот Тиквеш од Каваларци ќе представува најзвучно засилување ова лето кое доаѓа во второлигашот од Гевгелија. Се работи за искусен дефанзивен играч од средниот ред со голем квалитет, а низ својата кариера 29-годишникот настапуваше за екипите на Гостивар, Силекс, Шкупи, Пелистер, Македонија Ѓорче Петров, Прилепска Победа, екс праволигашот Евромилк 11 октомври и Хоризонт Турново. Претходно клубот се засили со стоперите Дарко Стојанов, Христијан Бејков и Бојан Ивчевски, како и со Ники Зумровски и Алба Мебеди. Новиот второлигаш Кенди од Арачиново го представи 20-годишниот крилен напегеч Албан Шабани, кој доаѓа од редовите на Арсими. Тој игра по десната страна од нападот и треба да биде вистинско освежување во тимот кој сега доби нов тренер, а тој е Љупчо Марковски Калц. Шабани има настапувано за работнички и Хрбатска Горица како младенец, а беше дел и од Волска Спорт. Новата сезона во втората македонска фудбалска лига ќе започне на 23 август.